Синоќа во големата сала на градското собрание се одржа манифестацијата Избираме спортист на годината. Во преполната сала, присутните спортисти и спортски работници ги поздрави заменик градоначалникот доктор Никола Трендафилов. Почитувани спортисти, почитувани спортски работници, почитувани љубители на спортот, Општина Кавадарци е голем должник на сите вас, затоа што ја промовирате, според мене, најблагородната работа, спортот, сите различни спортови, и токму заради тоа локалната самоуправа, градоначалникот, Советот на Општина Кавадарци, како и секоја година, се трудиме и оваа година да придонесеме во развојот на спортот во нашата општина. Токму заради тоа околу 15 милиони денари учествуваме во поддршката на спортот. Сите тука сме големи поборници на развојот на спортот и ќе продолжиме со поддршка во рамките на нашите можности. Прекрасно е чувството после една година повторно тука да се собереме. Според мене од здравствена гледна точка треба сите да спортуваме, меѓутоа секогаш меѓу нас има некои кои што одскокнуваат и кои што се сепак нели најдобри. Токму заради нив и се собравме оваа вечер да ги прогласиме најдобрите спортисти на Општина Кавадарци за 2019 година. Прво беа доделени наградите за најмладите и надежните таленти во секој спорт поединечно. Наградите ги врачи Ивана Аврамова од карате клубот Сансаи Метал Апостолов, воедно карате тренер и селектор. Потоа беа доделени наградите на најдобрите јуниори во секој спорт поединечно, а истите ги врачи Ване Шиков, фудбалер и спортски директор на фудбалскиот клуб Тиквеш. Наградите на најдобрите сениори ги врачи тренерот на кошаркарскиот клуб Евроникел Горан Самарџиев. Потоа следуваше доделувањето на посебните благодарници, нив ги додели председавачот на Советот господинот Ристо Сакалиев, а истите ги добија Меридијан Атлетик Еко клуб Кавадарци за развој и популаризација на маратонското трчање, доктор Бошко Илиев за промоција на спортско-рекреативното пливање. Сојузот за училишен спорт на град Кавадарци ја доби благодарницата за најмасовна манифестација за манифестацијата Сите на велосипед. Владко Богев и Зоран Војадиновиќ добија благодарница за развој, промоција и популаризација на планинарството во Кавадарци. Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци доби благодарница за посебен придонес за безбедноста во спортот на надпреварите во Кавадарци. Благодарница за трајни вредности за 30 години во медиумите и 20 години во ТВ новинарството ја доби спортскиот новинар Мики Виденовиќ, кој воедно беше прогласен и за најдобар спортски новинар во градот за 2019 година. Потоа заменик градоначалникот Никола Трендафилов ги додели и наградите, оние, јас ке речам, најголемите и најважните во самиот избор. Наградата за најперспективен млад спортист ја доби атлетичарот од атлетскиот клуб Кавадарци Илија Нацев, кој беше прогласен и од Атлетската федерација за најдобар млад атлетичар во неговата возрастна категорија. За најдобар младински клуб беше прогласена генерацијата 2005-2006 на градскиот фудбалски клуб Тиквеш, која минатата година зеде учество на еден турнир во Лондон. За настан на годината наградата ја доби карате клубот Тиквеш за 50 години од оснивањето на клубот. За најатрактивен настан на годината награда доби Рицко-Брезинскиот надпревар Витачево од 2019 во организација на градоначалникот и Општина Кавадарци. За најдобар спортски работник беше прогласен актуелниот градоначалник господинот Митко Јанчев. За најдобар спортист со инвалидност беше прогласен Николчо Делов, кој настапува во дисциплината пинг-понг. За најдобар млад спортист јуниор за 2019 година беше прогласена Владанка Аврамова од карате клубот Сансаи Метал Апостолов. Најдобар тренер
Ивана Аврамова од карате клубот Сансаи Метал Апостолов, а најдобар спортски колектив е токму карате клубот Сансаи. За спортист на годината комисијата го прогласи капитенот на кошаркарски клуб Евроникел, човекот кој што остана во клубот и кога беа најтешките мигови, човекот кој што и сега е вистински лидер на тимот. Јане Петровски е спортист на годината за 2019 година, а последната награда, новововедената награда за подвиг на годината ја доби Леонард Кузев, кој минатата година се искачи на Мон Блан.